Минатата година беше рекордна по упис, значи едноставно кажано, запишуваме скоро 200 студенти на студии на македонска диплома за бизнес администрација и на студии за лондонска диплома, значи од нашиот партнер Лондон Метрополитен универзитетот, на студии по бизнес администрација, сајбер безбедност, компјутерски мрежи, музички бизнис, туризам и ивент менеджмент. Значи, навистина беше многу успешна година. Се надеваме дека ова година барем приближно ќе дојдеме до таа бројка. Првичните уписи, значи првиот уписен рок кажува дека уписите се стварно како што треба. Студиите за македонска диплома веќе ги даваме 22 години. Така да овој упис не се разликува од ништо посебно од изминатите години. Имаме зголемен број на трансфер студенти, што покажува дека многу студенти одат на други универзитети, па после тоа се враќаат во Куманово, што е културен проблем за кој ние не можеме да дискутираме едноставно. Секој сака да се испроба во Скопје или во Словенија или во некои други средини, после се враќа кај нас и некако останува на нас да ги довршуваме нивните студии. Она што е најважно и за кое највише сакам да зборам е можноста на студенти да студира за британска диплома. Значи, некако јавноста како да е глува или незапознаена за тоа што уствари ние највише можеме да дадеме. Пред 20 години кога почнавме да работиме со британско образование, тоа беше голем хит, иако најде на голем отпор од институциите, бидејќи секако беа загрозени. Нормално, државните универзитети не сакаа конкуренција и тоа беше јасно. И се водеше таа борба околу акредитација и така натаму, што се однесуваше на македонска акредитација. Така да јавноста константно беше збунета со тоа што дали ние представуваме македонско образование или британско. Ние представуваме британско. И како такви ние работевме со Ливерпул универзитетот, работевме со Велс универзитетот, со некои коледжи во периодот, зборам, од 2003 до 2008. Од 2008 работиме со македонска акредитација до ден денеска и даваме македонски дипломи, нормално акредитирани државно, а од 2020 почнавме пак да се вратиме и на тој модел на британско образование. Сега, зошто е тоа битно? Зошто ние па толку инсистираме на британско образование? Сите знаат за примерот за Шефилд. Значи, британско образование е државно. Во британски институции сите се државни, не се приватни. Значи, Шефилд или Сандерленд, Йорк, сите знаеме ги има во Солун колку сакате. Исто како и Лондон Метрополитен универзитетот, што е наш партнер, се државни. Значи, ние работиме со британска држава. Се знае дека британското образование, по сите мерила, е најценетото образование во светот. И изнад и американското. Кој го разбира условите во образование, мислам дека британското образование е најпосакувано. Сега вие имате готово во Куманово. Поради тоа што ние имаме искуство работа со британците, поради тоа што веќе произведовме многу студенти, само во овие 6 години ние веќе имаме дипломирано околу 150 студенти со британска диплома. На 31 јули последната група од дипломци на Лондон Метрополитен беа во Лондон. Во Барбикан центарот заедно со 5000 други студенти се здобија со таа престижна диплома во една церемонија која е на ниво на британско образование, значи највисоко ниво. И нивните впечатоци ги споделија по врачањето, така да дел од нив веќе ќе продолжуваат и со мастер студии на Лондон Метрополитен. Нивните родители беа таму. Значи, преку Евроколедж во суштина, луѓето може да дојдат од најквалитетно образование. Само за успоредба, британско образование до дипломска диплома, значи диплома од прв циклус, чини околу 150.000 евра. Значи, со се трошкови на живот, и знаат сите и трошкови на самото студирање во Лондон, од прилика околу 150.000 евра, може би повеќе. Овде во Евроколедж може да се добие потполно иста диплома за цена која е буквално готово на ниво на македонско образование. И сега, една таква можност, некаде околу 250 луѓе веќе искористија кои до сега студираат на Лондон Мет. Веќе во ова ниво веќе имаме околу 40 нови запишани. И мислам дека е добро да знае јавност и сите оние кои имаат желба да добијат врвно образование, дека врвното образование не е Словенија,
Не е Белград, не е Загреб, не е ни Германија на крајот на краиштата. Иако има добри системи на образование, ама не толку добри и не толку изнад македонското образование, без разлика што они избореле во јавност. Јас го тоа кажувам како човек кој е 40 години во образование. Према тоа, јас тврдам дека македонското образование не заостанува за тие образование. Можеби има сосема друг пристап од британско образование. На ниво на поддршка на студенти, на ниво на успех на студенти. Едноставно кажано, во македонски универзитети, ако студентите паѓаат, ти си добар. Во британско образование, ако студентите ти паѓаат, ти си лош. Значи не си создал услови да тие студенти и се даде поддршка за да ги поминат студиите. Значи, збориме за комплетен различен мајндсет на размислување. Ние размислуваме со идеја дека строгоста, тоа што професорот ти е недоступен, тоа што ти ќе турка студенти дека го одразува твојот квалитет, тоа е размислување од пред можеби 100 години. Кога студентите и учениците овде ги тепа и ги става во ќоше да седат и ние се уште размислуваме дека тоа вреди, дека тоа е квалитет. Британското образование е за луѓе. И ние го имаме применето овде и кога ќе ти дојде студент го третираш како некој што е равен на тебе. Бидејќи тој е возрастен човек, утре ќе ти биде колега и тој е човек кој ќе работи во општеството и кој ќе допринесува и кој секако не треба да се потценува и да се минимализира или да се вреѓа или такви работи. За жал, во нашето образование, посебно на државно ниво, на државни универзитети, е тако, колку сакаат они нека мислат дека се уздигнати со тоа што имат електронски начин на пријавување на испити, како да тоа било квалитетно образование. Квалитетно образование е однос према студентот, толку. Ако го немаш односот према студент, ако не си му достапен, ако не застануваш и си секогаш на располагање, од професор па до декан, ти немаш квалитетно образование. Твојата услуга не вреди. Према тоа, мислам дека во тој поглед ние се разликуваме готово од сите. Иако, не велам дека ние сме единствени. Има институции кои овде, посебно приватните, кои се услужливи, кои се окей, кои сакаат да бидат достапни, да кажеме, за клиентите. Али ние научени од британското искуство, мислам дека сме во тој поглед најдобри. Сите они илјадници студенти кои заврши овде во овие 20 кусур години знаат дека тоа така. Према тоа ги повикувам студентите. Имаме уписен рок, уште сега сме во втор уписен рок, третиот уписен рок ќе биде од 3 октомври, уписите некаде завршуваат, тамо некаде почеток на октомври, ако се заинтересирани, нека дојдат барем да разговараат. Ние сме тука ради нив. А посебно за оние кои сакаат да студираат за британска диплома. Значи, имате во Куманово пристап, квалитетно образование и имате достапни луѓе кои се тука за да ви помогнат во изборот, без разлика тој дали избор ќе биде Евроколедж, дали ќе биде Лондон Метрополитен или ќе биде некоја друга институција. Дојдете и информирајте се.